Во строгиот центар на Скопје, во доскорешните простории на антикорупцијската комисија, сместена е нова, но не помалку важна институција – Државната комисија за спречување и заштита од дискриминација. Добар ден, добре ни дојдовте. Но овде нема ниту чувар, ниту хигиеничар. Немаме и многу други работни позиции кои всушност не се многу важни во овој момент. Гледам искаливе не се пристапни. Ова пример е дискриминација за лице со попреченост. Ако сака да дојде да поднесе представка, да ве види, не може, нема пристап. Да, сосема сте во право и во нашиот закон го пишува токму тоа. Непристапна инфраструктура за лица со попреченост представува дискриминација. Патем ние сме и орган кој треба да ги контролира другите и приватните и државните институции околу пристапност. За жал, просториите кои ни се дадени на користење не се пристапни, и иако во нашиот закон стои децидно дека во нашиот буџет мора да се бидат обезбедени средства за обезбедување пристапност, ни во минатиот, ни во сегашниот буџет за 2022 такви средства не се обезбедени. Пред вселувањето тука, комисијата која треба да е независно тело, состаноци одржувала во клубот на пратеници кој се смета за неутрален терен. Освен овој објект, со ланскиот буџет добиле и пари за мебел, но бидејќи немале вработен со лиценца за јавни набавки, не можеле да купат ниту едно столче. Масата што гледате и столчињата ни се донација и благодарност за тоа од холандската амбасада, но првите 4-5 искршени столчиња и 2 статични компјутери производство 2011 редонирани од Македонскиот центар за меѓународна соработка, ги изработивме првите 100 предмети. Дури и еден куриозитет, да кажам, заради неможноста да го користиме буџетот. Дали знаете дека уписот во Централен регистар, кој чини одредена сума пари, го плативме од сопствените джепови, бидејќи тогаш се уште не можевме да оствариме плата без да бидеме регистрирани. Комисијата се уште не е целосно екипирана. Од вкупно 7 члена избрани во собранието останаа 6 мина, откако една членка си поднесе оставка од лични причини. Сепак, изминатата година комисијата работела на вкупно 169 представки. Во 35 предмети утврдиле дискриминација. 40 случаи се уште се активни, а има и предмети во кои не е утврдена дискриминација, кои се отфрлени од различни причини или за кои е запрена постапката. Представките најчесто се однесуваат на дискриминација во однос на работата и работните односи и пристапот до јавни добра и услуги. Се заприметува голема своеволност на раководните структури и со оглед на тоа колку е политички поларизирано нашето општество, работниците во јавните служби го чувствуваат тоа многу добро, затоа што ќе се промени власта, ќе дојде некој друг, па се маргинализираат, се шиканираат, се сегрегираат, се дискриминираат. Граѓаните кои работат во јавниот сектор се малце повеќе знаат како работат институциите и како можат да се заштитат, затоа што се веќе внатре во системот и веројатно и затоа можеби повеќе си ги бараат правата. Меѓутоа тоа не значи дека во приватниот сектор нема дискриминација. Најтипичниот пример за дискриминација комисијата го увидела во затвор. Имавме затвореник каде што издржува казна затвор, а не му се дадени услови за издржување на казната затвор. Тоа лице е во инвалидска количка со целосна физичка попреченост и тоа е на некој начин тортура за време на издржувањето на казната затвор. Со новиот закон донесен во октомври 2020 година, комисијата доби и проширени надлежности. Може да се јави во улога на пријател на судот, односно да дава дополнителни информации и податоци од позиција на експертско тело. Може да биде и замешувач, односно да се вмеша на страна на тужениот или тужителот и да биде активна странка во постапка. 3 пати досега комисијата се нашла во улога на пријател на судот, додека во еден тековен спор, комисијата чека судска одлука дали ќе се дозволи замешување во процесот. Станува збор за тужба за заштита од дискриминација, судска постапка исто, во која што тужителите бараат
утврдување на дискриминација, односно вознемирување како форма на дискриминација во учебник. Во овој случај комисијата одлучи да биде замешувач, односно да побара да се замеша на страната на тужителите, се со цел да на некој начин придонесеме за превенција и заштита од дискриминација генерално во учебниците. Минатата година комисијата ја протурка со буџет од околу 250.000 евра, оти толку одлучи да им даде државата. Годинава, со експертска помош, скроиле буџет од 750.000 евра, но повторно им е одобрена само 1/3. Во делот за мебел, ние немаме воопшто веќе пари, а во исто време ќе ни се одобри план за вработување на 4 или 5 нови службеници и плюс бевме мотивирани преку движење на администрација да земеме нови службеници како би ја пополниле стручната служба, нешто што е неопходно за работа на комисијата, па така ќе се доведеме во ситуација тие што ни велат дека окей, може да вработите нови службеници и не мотивираат да преземеме службеници, не ни одобруваат пари за мебел. Каде ќе седат тие службеници? На што ќе работат тие службеници? Сакам да кажам дека добиваме впечаток дека тие што го правеле буџетот воопшто не ги знаат потребите на комисијата и воопшто не го земале предвид нашиот буџет. Сепак, и покрај сложените услови во кои функционира, комисијата ги поттикнува граѓаните да поднесуваат представки. Тоа може да се направи по пошта, лично или онлайн, преку нивната веб страница. Но секое прекршување на право не значи и дискриминација. Да сватат зошто се третирани нееднакво, кој е основат, што е она што ги разликува. Доколку детектираат што е она што ги разликува од останатите луѓе во нивниот колектив и поради тој основ тие се третирани нееднакво, тогаш тоа е представка за Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Ние носиме мислење и во тоа мислење согласно нашиот закон даваме препорака која што е во насока на отстранување на дискриминацијата. И таа препорака ја даваме до дискриминаторот и му даваме рок од 30 дена до 60 дена, 30 дена до 6 месеци за да ја отстрани дискриминацијата. Доколку не ја отстрани дискриминацијата, имаме законска можност да поведеме прекршочна постапка во преднадлежен суд и за тоа дискриминаторот да плати парична казна. Паричните казни се прилично високи, може да стигнат и некаде до 10.000 евра. Зависи дали е правно лице, физичко лице и колкава е штетата нанесена на оној кој што е понел дискриминацијата. Дополнително, нашето мислење може да се користи како материјален доказ во судска постапка. Токму мислење на претходната комисија на чело со Александар Даштевски му помогна на екс-премиерот Никола Груевски да добие азил во Унгарија, оти антидискриминацијска оцени дека тој бил политички дискриминиран во земјава. Груевски го добил мислењето за 52 дена, додека комисијата беше мета на критики оти не постапува или развлекува постапки од незина надлежност. Од сегашниот состав, начело со Бендевска, тврдат дека не трпат притисоци, но и дека не би си дозволиле таква ситуација. Не им е драго на носителите на моги да ги кажам, кога ќе утврдиме постојање на дискриминација, меѓутоа буквално принципот врз кој работиме како индивидуалци, но колективно одлучуваме, согласно законот, е дека нашата независност, но и нашиот интегритет и довербата што треба граѓаните да ја стекнат во нас, е единствено можна доколку судиме само по факти и аргументи, без оглед за кои имења и презимења станува збор. Колку системот нив ке ги заштити од дискриминација, очекуваат да се види со следниот ребаланс на буџетот.